продолжиме ние со нашата македонска традиционална кујна. Ние имаме веднаш вака во низа календарски од почетокот на годинава и меѓународниот ден на франкофонијата или пак месецот на франкофонија кој што беше пред речиси 3 месеци во месец март, кога почитуваниот амбасадор на Република Франција во Македонија, почитуваниот господин Цирил Бомгартнер беше во студиото заедно со Бранко Чобанов, кој што е аташе за култура и ми другата помошник на директорот на Францускиот институт во Скопје. Чинам дека со Ивана бевте во студиото кога ги најавувавте всушност нели овие денови на франкофонија кај нас. Овој пат ќе уживаме во француската кинематографија, ќе уживаме во француската гастрономија или пак повторно ќе кажеме ако нешто пропуштивте кога станува збор за убавите деликатеси што почитуваниот амбасадор ги, можеби применува во своето секојдневие, чинам дека имавте прилика, можеби ако пропуштивте, репризно ќе го погледнете во авантурите на Марк де Јонг во текот на вчерашниот ден на Телма телевизија, да уживате не само нели во неговите специјалитети или генерално во авантурите негови токму на Телма телевизија. Како и да е, овој пат говориме за месец на француска гастрономија и бројни филмски манифестации кои што ќе се одвиваат или настани во текот на следниот период. Па по тој повод ќе кажам добро утро или bonjour monsieur l'ambassadeur. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. C'est un plaisir pour moi d'être une fois de plus présent dans la matinale de votre chaîne de télévision. Si vous voulez, la gastronomie, c'est vraiment une partie intégrante de la culture française. Тоа што е вистина дека тоа е еден свој свет со извонредно богатство во било каде да сте во Франција, на исток, на запад, во Британија или било каде, имате кулинарни традиции кои што се различни, имате јадења кои што се специфични. Тоа се јадења. Има исто така неверојатно разновидност на сирења, на сладки работи, на шампанско. И ние тука имавме идеја да посветиме еден момент со цел да се слави француската гастрономија, затоа што во нормално време македонците имат малку прилика да го откријат тој аспект на француската култура. Навистина жалам, но нема сега за сега француски ресторан. И така, од тука тргнавме со идејата да се слави француската гастрономија. И почнувајќи од тука имавме 3 големи настани. Пред неколку дена имавме најисклучителна гала гастрономска вечер во прекрасното студио на ФЕМС со јадења кои беа подготвени од млади готвачи и сомелиери од Институтот за најчество и професија од Клермон-Ферман. Тоа е во прво време. Во второ време имавме специјална емисија во рамките во серијата што ја анимира готвачот Марк де Јонг, која што беше посветена на француската гастрономија. По тој повод го отворивме за Марк вратите на резиденцијата и готвачот на резиденцијата му покажа како се подготвено традиционално француско мени и последниот настан кој што е можеби најинтересен затоа што отворен за широка публика која што ќе може да учествува, се работи за една прилика за скопската публика да ја открие француската гастрономија. Ќе се одржи во градскиот парк сабота 10 јуни од 11 до 16 часот и тука има еден број на штандови кои што ќе бидат отворени со цел да предложат сладки работи, круасани, солени јадења. Красана. Тоа е дел од пецивата. И со музички елементи. Тука ќе биде пејачката Мијата, која што незината последна композиција на француски значи и диџејот Зоки Бебе исто така ќе настапи, тоа ќе биде голем празничен момент и се надевам дека вие ќе дојдете и ќе учествувате. Со задоволство морам да забележам дека оние кои што пропуштија, можеби ќе имаат прилика репризно или пак да го вратат на програмата. Имавме прилика вчера малку да ве видиме во авантурите на Марк де Јонг. Дали добро си поминавте? Est-ce que ça s'est bien passé dans le cadre de l'émission Les Aventures de Marc?
Ça s'est très bien passé. Одлично беше и мислам дека идејата беше да имаме еден момент на споделување на прашање на гастрономијата и да се отворат малку вратите на француската резиденција за македонската публика. Одлично. И мора да признам дека и мијата ви е одличен погода, бидејќи таа пред некој период ја промовираше оваа песна, а Зоки Бебе ви е ветеран на диџеј сцената во Македонија. Les deux sont des très bons choix et je pense que Одличен избор се и двајцата. И мислам, кулинарскиот предлог што ќе го имаат на штандовите ќе биде одличен за публиката и сето тоа конјугирано заедно ќе биде публиката ќе има интерес да дојде да учествува на сето тоа. Господин амбасадор, би сакал само да споделиме дека од 25 до 27 мај ќе имате и една мала филмска турнеја низ помалите или поголемите градови ширум Македонија, бидејќи најавено е веќе дека ќе имаме и викенд на француски филм, покренли секако вкусија Франција. Споменавте и за сабота 10 јуни, отворениот настан кој што е посветен на француската кујна и би можел, заедно со амбасадорот да споделиме, Бранко, околу оваа филмска турнеја. И генерално, филмот кој што ќе биде во фокус годинава. Donc, est-ce qu'on pourrait dire un petit peu plus sur le concept du week-end du film français et puis le film qui sera dans le focus dans le cadre de la soirée gala, monsieur l'ambassadeur? А вие ќе гледате со илустрации во продолжение. Donc, on a parlé de gastronomie, maintenant on parle. Говоревме за гастрономија, сега говориме за филм, сето тоа учества на една смислена стратегија да се прошири француското културен предлог во овој град и се разбира ширум целата земја. Што се однесува до филмот, има традиција. Имавме еднаш во годината во декември гала филмска вечер, обично се одбиваше во декември. Беше во кино Милења со проекција на еден нов француски филм. Тоа постои се уште од оваа година. Одлучивме да ја зголемиме фреквенцијата на тие гала филмски вечери. Значи од сега па натаму ќе имаме 4 гала филмски вечери. Следната проекција ќе се одржи во кино Милењо последниот ден во овој месец. Како и вообичаено, оваа вечер е отворено за сите филмски љубители. И го препорачувам да направат сите што сакаат да дојдат резервации во Францускиот институт во Скопје. И филмот кој ќе биде прикажан овој пат, тој филм кој што е насловен како Ноќта на 12, тој е филм кој што беше емитуван во Франција, кој што доби многу награди, 6 награди Цезар на последната церемонија на Цезари. Меѓу другото, награда за најдобар филм и најдобар режисер. Критиките беше едногласно позитивни. Имаше многу голем успех кај публиката. Аз го немам гледано, но со нетрпение очекувам проекцијата. Мислам дека тоа ќе биде еден момент на една споделено задоволство и вистина е дека паралелно со тоа, 25-27 мај предвидовме викенд на францускиот филм. Тој настан коинцидира со крајот на школската година. Идејата е да го славиме тоа заедно со сите млади кои што го изучуваат францускиот јазик и со професорите кои што го предаваат францускиот јазик во училиштата. Тоа е интересно. Тука не говориме за Скопје, тука е делокализирано. Во одреден број на градови ќе се одвиваат овие проекции во Крива Паланка, во Неготино, во Кавадарци. Сето тоа заедно ќе имаме интензивен момент на визибилитет во однос на Франција и навистина сум среќен. И ако ми дозволите, би сакал само да ги спомнам нашите партнери и спонзори. Студиото FAMES, за кој што говорев пред малку, Младинскиот културен центар, аптеките Зегин и винарската визба Тикваш, кој што тоа се традиционално наши партнери за се што е филмски настани. Во моментот ги гледаме дел од трейлерите, инаку
Во моментот сето ова ќе се случува кога е во полнеки Канскиот филмски фестивал. Мора да забележиме година повторно имаме убава филмска манифестација токму со Канскиот филмски фестивал. Дали почитуваниот амбасадор бил некојаш можеби во рамки на Канскиот филмски фестивал во селекцијата? За жал, не, јас сум тука за мојата работа. Јас сум како и секој, се обидам да го следам тоа преку социјалните мрежи и преку медиумите. Фестивалот, Канскиот фестивал со тој гламур момент, со тој празничен момент, треба да се има без некаков претеран шовинизам. Сепак тој е еден од најголемите филмски фестивали од аспект на квалитет и тој исто така голем момент на средба за професионалците, на кинематограферите, за краткометражите, долгометражните филмови, за се она што е филм и кинематографија. И мислам дека постоењето на Канскиот фестивал овозможува да Франција биде добро вкоренета како една од првите кинематографии во светот. Е од причина сакавме тоа да го на некој начин следиме преку филмски манифестации. Прекрасно. И покрај како за крај активностите кои што ќе ги имате благодарение на храната која што мислам дека традиционално нешто кое што не обединува, исто така и филмската кинематографија и уметност. Да не забораваме дека имаме и летен универзитет во Струга. Тука ќе ги испочитуваме секако даскалите или професорите по француски јазик. Еве, за крај може да споделиме уште неколку активности кои што би ги најавиле летово. D'enseignement. Est-ce que voilà, on peut aussi dire quelques mots sur les activités à venir? Oui, on a l'université de Struga. Тука е универзитетот во Струга. За широката публика тоа е помалку интересно. Тоа е една голема годишна програма која возможува да се состанат активните членови на франкофонската мрежа. Тоа е навистина важно, но тоа може да е малку техничко за граѓаните. Надвор од сето тоа се обидуваме во текот на целата година да имаме настани кои ќе возможат на публиката да откријат се она што е ново во француската културна продукција. Во март имавме цела една серија на франкофонски манифестации кои покрија една голема широка палета на настани. Учествуваме со локалните институции на активен начин на речиси сите фестивали кои што се одржуваат во оваа земја. Ние ќе учествуваме во Скопско лето со големи имиња на француската музика, на современата. Меѓутоа не можам да кажам повеќе. Од зависност од богатството на таа програма, ние на некој начин имаме навика да доаѓаме. Да доаѓаме редовно, да изложиме тоа за што се работи. Одлично. Ви благодарам уште еднаш што бевте во рамки на нашето утринско шоу. Бранко, и вам ви благодарам. Се гледаме секако нови филмски караван на ширум земјава и ќе потсетиме уште еднаш, иако сето тоа може да го прочитате и да се информирате на сајтот на Францускиот институт во Скопје. Всушност, освен за Вкусија Франција, ќе потсетиме од 11 до 16 часот градски парк Школка на 10 јуни и од 25 до 27 мај, како што кажавме, имаме викенд на француски филм.